Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате: за 3000 евра Здравко Илиев од Виница останува и без имот и без пари. Пред повеќе од 10 години инвестирал во Берово, но роднина на неговата сопруга му го направил животот пекол. Го тужил, наклеветил и накрај преку извршители објектот му бил продаден. Интензивно се работи на трасата на обиколницата која треба да ги поврзува населбите Пребег, Железнички и Плуждино во Штип. Денеска се асфалтираше дел од трасата, а во наредниот период се очекува целосно завршување на активностите. Јавна дебата за новиот предлог закон одржана на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во присуство на Министерката за образование и наука Весна Јаневска. На истата се разговараше за предложените законски решенија, критериумите за работа на универзитетите и условите што треба да важат подеднакво за сите високообразовни институции. Течат подготовките за одбележувањето на традиционалниот обичај Четрсе во Штип, најавена богата музичко-забавна програма. Со литературни читања, музика, настапи на локални бендови, гости од други градови, организаторите подготвуваат целодневен настан за сите генерации граѓани. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.